По повод меѓународниот ден на музеите, во Меморијалниот центар на Холокаустот во Скопје е отворена изложба на детски цртежи што испраќа пораки за мир, заедништво и разбирање. Во Македонија наутро разговараме со магистер Жаклина Мучева, раководителка на секторот за едукација на Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија. Жаклина, добро утро и добро дојдовте во утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро и поздрав до сите гледачи на македонската телевизија и секако верните гледачи на утринската програма. За почеток нека е честит меѓународниот ден на музеите. Жаклина, ќе започнам со тоа, која е улогата на музеите денес, особено во време на глобални поделби и конфликти? Музеите се отворени училници. Тие се архиви на вистината. Ако ги немаме, го губиме идентитетот. Во вакво време, кога насекаде има некакви жаришта, конфликти, воени случувања, музеите ја чуваат вистината, историската вистина и секогаш кога некој е во дилема, треба да го посети музеот за да ја открие вистината, историските факти и секако да дознае нешто за иднината на тој народ. Жаклина, кажете ми како Меморијалниот центар на Холокаустот ја исполнува својата едукативна мисија кај младите генерации? Музеот на Меморијалниот центар на Холокаустот има една многу важна мисија, а тоа е да едуцира, да ја пренесе приказната, да создава генерации кои што ќе ја знаат историската вистина, преку голем број на семинари наменети и за младите, и за нивните наставници, многу работилници, изложби, разни други активности кои што ги организираме. Сите оние кои што имаат желба да научат нешто, сакаат да стекнат некакво знаење кое што ќе им помогне да бидат добри граѓани во иднина. Јас еве ги поканувам на некоја од нашите активности, бидејќи на вистина има многу што да се научи во нашиот меморијален центар. Во вашиот центар во моментов е поставена детската изложба, а темата оваа година е музеите што го обединуваат поделениот свет. Како оваа изложба конкретно ја отсликува таа идеја, која пораката што сакате да ја испратите токму преку оваа изложба? Меѓународната организација на музеи оваа година ја донесе токму оваа тема, веројатно и заради глобалните случувања на воено поле, на она што се случува во воените жаришта. Затоа сите музеи во светот токму на овој ден имаат активности кои што праќаат една едноставна порака да има мир. Оваа изложба заедничка со невладината организација ХВР Србија и нашата од проектот Холокаустот низ призмата на детските очи праќа една силна порака за премостување на сите бариери, за мир во светот, за една перспектива која што е оптимистичка и за сите добра, а сето тоа низ призмата на детските очи и со вештите раце на нашите деца и децата во Србија, бидејќи ова е наша заедничка изложба. Кажете ми, зошто е важно музеите да бидат места не само за сеќавање, туку и простор за диалог и за учење? Секако дека тоа е многу битно, затоа што еве и конференциите кои што ние ги организираме, ова е место каде што се сретнуваат и луѓе од различни етнички заедници, од различна вероисповед. Ова е место за диалог и не само нашиот меморијален центар, туку и сите музеи, бидејќи историјата изобилува токму и со вакви нешта, па диалогот, разбирањето и она што се праќа како порака од сето тоа е многу важно за нашите деца, нашите млади да бидат општествено подковани, добри граѓани и да можат да градат една здрава иднина. Кажете ми, каква е улогата токму на ваквите изложби во развивањето на критичко мислење кај младите?
Знаете како младите, за да можат да создадат било какво дело, во случајов ликовни творби, мора и да истражуваат. Значи, тоа е еден начин на учење. Со истражувањето осознаваат многу нешта, осознаваат историски факти. Тие ги создаваат своите дела, а овде изложени сите останати можат да видат што тие научиле, колку се талентирани, колку се вешти и што тие направиле, така што ние заедно, вработените во Меморијалниот центар, заедно со младите, ја испраќаме пораката дека навистина земјината топка, земјава наша треба да е убаво место за живење. Војните и сите останати конфликти и недоразбирања треба да се надминат за да живееме среќно. И за крај на нашиот разговор, која е пораката до младите, зашто треба почесто да ги посетуваат музеите и до кога ќе биде отворена оваа изложба каде што нашите гледачи ќе може да дојдат и да ја посетат? Пораката до младите е се повеќе да бидат посетители во музеите, бидејќи досега зборувавме што се тие нудат и зошто се важни за нивната иднина и впрочем за градење на нивните ставови, на нивниот карактер, кога станува збор за една историска вистина, особено за историската вистина на нивниот народ. Оваа прекрасна изложба, составена од 65 цртежи на ученици од Македонија и 13 дела од ученици од Србија, може да се види до крајот на јуни. На вториот спрат во Меморијалниот центар, влезот за оваа изложба е бесплатен, но јас ќе ги поканам сите гледачи на македонската телевизија да ја посетат и нашата постојана поставка, која што е навистина модерна, која што многу кажува за само 100 денари. Жаклина, ви благодарам за гостувањето ова утро во Македонија наутро. Уште еднаш нека е честит меѓународниот ден на музеите и ви посакувам да имате успешна изложба. Благодарам за можноста да им го представам овој проект на вашите гледачи и да го честитам Меѓународниот ден на музеите на сите мои колеги кои што работат во музеите. Ви благодарам. По повод Меѓународниот ден на музеите, 18 мај, утрово во Македонија наутро разговаравме со магистер Жаклина Мучева, раководителка на секторот за едукација Фонд на Холокаустот на евреите од Македонија. Колеги,